Убавото време не натера поради нашиот тест да се оддалечиме од урбаната средина. Денеска ја доживуваме природата во сета нејзина убавина, а благодарение на Сузуки Витара. Овој автомобил, односно спортско корисно возило, има имидж на вистински теренец. Барем тоа беше за претходната генерација. Со покажување на новата генерација и нејзината промоција во Македонија пред неполна година дена, видовме дека таа е во голема мерка намалена. Намалена е во должина. Исто така таа има и од неодамна нов бензински мотор од 1,4 литри и 140 конски сили. Па токму таа изведба на Витара денеска ќе ја тестирам. Амбиентот во внатрешноста на Витара е повеќе од удобен. Тој изобилува со модерни решенија, како што е овој голем дисплеј на кој имате мултифункции и се разбира навигација. Пред возачот е кожниот волан на кого имате контроли не само за аудио системот, туку имате контроли за круз контролот и адаптибилниот темпомат. Но што се забележува кај Витарата? Тоа се големите пластични површини кои се изработени од тврда пластика. Сузуки како тврдоглаво да се држи до оној испробан рецепт кој го применува веќе 20 години. Не кажувам дека овие површини не се направени квалитетно, ниту се надевам дека во подолга експлоатација оваа пластика ќе попушти, но светскиот тренд налага гумирана пластика. Истото се случува и на површината на вратите кои се обложени и со алкантара. Седиштата се нешто покомотни, тие се обшиени со кожа, а додека централната позиција на седењето е со велур. Така да во впечатокот кој го остава во Витара е модерен дизајн, но дизајнерите би требало да се потрудат да употребат некои поплеменити материјали. Но внатрешноста е ергономска, има доволно простор во сите смерови, иако пропорциите на Витара се намалени во однос на претходната генерација. Истото се случува и на задната клупа. Има доволно простор и за главите и за колената на патниците, па заклучокот е дека во новата Витара најмногу е одземено од гепекот, кој и тоа не е толку мал. Сепак, доста беше за внатрешноста. Да видиме како Витара ќе се однесува во возењето. Поради педигрето што го има Витара, сакавме првин да ја провозиме на офроуд. Патот по кој ја возиме не е многу прохтевен, не изискува многу напрегања за типичните кросовери. Сепак Витара се декларира како вистински теренец, но со напредокот на технологијата и Сузуки почна да градува електронски системи кои помагаат при движењето на офроуд. Перманентниот погон на сите 4 тркала има уште и два модуси на возење покрај автоматскиот. Едниот е за возење по снег и кал, додека вториот, односно третиот модус пружа спортски манири на возење. По оваков пат Витара се однесува многу зрело. Иако е намалена во однос на претходната
предходната генерација, таа како чигра се прилагодува на теренските услови на возење. Погонот перманентно се менува од оска на оска во зависност од потребата на возење, односно од условите на патот. Оно што е добро да се истакне исто така и управувањето, кое сега е далеку по-прецизно во однос на предходната генерација. Но сепак, Витара не е новитет на македонскиот пазар. Таа се продава повеќе од 6-7 месеци. Но новост е моторот, бензинскиот турбо мотор кој има зафатнина од 1,4 литри и развива 140 коњски сили. При ниски вртежи на терен тој се снаоѓа многу добро. Не гуши дури и ако се падне под нивото од 1000 вртежи во минута. Она што е евидентно при возење на терен е зголемената бучавост. Таа бучавост не доаѓа од моторот, туку од тркалата. Самото удирање на ситните каменчиња и правот во подвозјето прават да се чувствува малку поголема бука во кабината. А што се однесува до другите елементи, тие се само за пофала. Инаку, токму на овој терен ќе имаме можност, иако е сува времето, малку да го почувствуваме однесувањето на Витара и во кал. А за тоа јас не би ризикувал и би го пробал модусот на возење Mud and Snow. Доколку се заглави на теренот, Витара има исто така и електронска блокада на диференцијалот. Но се надевам дека таа нема да ни биде потребна. И еве ги ја калта. Иако мало парче, тоа е непријатно, бидејќи калта како подлога знае да го завлекува возилото од една на друга страна. Но, благодарение на прецизното управување и одличното подвозје, Витара се однесува на терен како риба во вода. Со оглед на фактот дека повеќето време Витара, односно сите спортско корисни возила се возат на асфалт, да видиме како ќе се однесува Витара на асфалт. Овој пат по кој ја возиме Витарата е направен со многу свиоци и извонредно е тесен. Па затоа ќе се обидам да го почувствувам однесувањето на Витара во овие услови. Моторот повлекува одлично и уште од мал број на вртежи. Управувачот исто така се покажува како одлична солуција за оваа спрега, но она што го чувствувам е дека бучавата се слуша во внатрешноста повеќе него што треба. Звукот продира во кабината и тоа го прави возењето помалку комфорно. Го смалува чувството на изолираност од средината. Но оваа Витара е наменета за авантуристи, луѓе кои ја сакаат природата, кои ги сакаат предизвиците не само на возењето, туку и се откажуваат понекогаш од секојдневниот комфор. Затоа оваа Витара, иако има и помало меѓуоскино растојание, пружа извонредно чувство на возливост. Добро е чувството и кога ќе го видите економетарот. Витарата, иако има нисколитражен мотор од 1,4 литри, иако тој произведува 140 коњски сили со помош на турбината, потрошувачката е
повеќе од разумна. Во градски услови на возење, кога се вози лежерно и почесто се менуваат преносите на менувачот, тогаш забележавме просечна потрошувачка од 6,8 литри. Истата потрошувачка ја задржавме и на автопат кога ја возевме со темпомат. Но оваа потрошувачка се качи на 7,4 литри за време на нашето снимање и на возењето по предизвикувачките тесни патишта, но и на офроуд. Ке повторам дека и тие 7,4 литри се прифатлива вредност доколку ги земете во предвид 1,4 литрениот бензински мотор кој располага со 140 конски сили. Неговата структура е добро впарена со 6-степениот мануелен менувач кој има кратки одови и е извонредно прецизен. И на крај доаѓаме до заклучокот за овој автомобил. Со цена од 22.900 евра, тој нуди големо ниво на опременост, удобни седишта и пристојна опременост. Може би на таква опременост не сме навикнати од овој јапонски производител. Но голема замерка давам на пластичните површини во внатрешноста, како и малото ниво на звучна изолација. Доколку сте спремни на ваков компромис, Витара во секој случај ќе ги задоволи вашите потреби и барања. Со тестот на Сузуки Витара го финишираме денешниот автомагазин. Останете во добро здравје и се гледаме за 7 дена. До гледање.